Здраво Македонијо, здраво драги мои, добре дојдовте во новото руво на Старс или во летната емисија Hot Stars. За само 2 дена веќе официјално ни започнува и летото, а бога ми и денес може да се пофалиме со и како високи температури. Јас Јанковска Ивана заедно со мојот тим ова лето ќе се дружиме заедно со вас и ќе ви ги направиме тие некои 40 на минути да ви бидат исполнети на вистина со забава и интересни моменти. Летната емисија на Старс ќе се снима на повеќе локации, но сепак еве за почеток ја избравме токму ова или најубавата, а тоа е локацијата на хотел Мирор која што е лоцирана во Скопје. Сега време е да ги представам нашите прекрасни гости. Тоа се двајца талентирани, убави, шармантни, насмеани ликови, кои што пред се издвојуваат по тоа што имаат прекрасен глас. Тоа се двајцата финалисти од едно од најгледаните музички шоуа, Звездите на Гранд, или поинаку кажано, Андријана Петрушење на нова сезона, летна сезона. Прекрасно ти благодарам на поканата. Прекрасно изгледа тоа. За почеток можам да кажам благодарам за комплиментот, можам да го дадам и за вас исто и претходно ви кажав пред да го почнеме ова снимање. Андријана би започнала со тебе затоа што си сепак нели дама, на дамите даваме предност. Со тебе се запознавме пред отприлика година дена, точно на снимање на ваква. Всушност да, снимавме кај Бока Конга и тоа беше едно прекрасно дружење, прекрасна емисија, ета тогаш баш ние, јас и Мики. Јас ве најавив како едни од победниците на Звездите на Гранд, затоа што второ и трето место за мене се исто како и победници, реално. Ке збориме за тоа, првично би сакала да те прашам и да те навратам на времето на твоите почетоци. Како почна да се занимаваш со музика? Дали се сеќаваш каде ти беше твојот прв настап и можеби кој бил првиот заработен хонорар? Што ете и созреав и брзо созреав и нели сега за хонорарот не можам да кажам. Но Ја ти Рове, знаеш што има кажано, првиот хонорар ми беше доволен за да си купам мастики за джвакање, кафе и сендвич. Па видете, тоа беше така. Колку заработев. И мајка ми беше ка вау! Браво, Кирко! Беше, да, браво, Кирко! Сега ќе се свртам кон тебе. Не се знаеме лично, се запознавме сега, прв пат ни гостуваш во Старс, честитки уште еднаш за освоеното второ место. Како што ја прашав Андријана, така би те прашала и тебе. Ти пред некои 14 на години, ако не се лажам, беше во музичкото шоу Идол. Македонски идол. Македонски идол, така. По многу години, еве се пријавуваш повторно на Звездите на Гранд. Што правеше претходно? Што правеше за време на целиот овој период? И што ти е во план, нели, ета во иднина со музичката кариера, кога е во прашање? Кои беа и твоите почетоци, ета така да ги кажеме? Работам во операта во Софија, но наискрено не ми се свиѓаше како... Денес скрива ли ти ја за тоа, ета, што не си го направил тоа? Па не ми. Не ти е? Не сакам сега баш да ги споменам, не се убави, знаеш. Останав таму 5 години, се врати во Македонија и решив да Кај направи некако, реално така изгледа. Наискрено не сака да се пријави. Па добро, види, нели секако викаа дека треба да се издвојуваш или треба да се разликуваш од останатите, не мора секогаш да бидеш во тој... Па да, ама не сигурен како ќе ме прифатат луѓе, знаеш. Јас би рекла, ве прифатија и како добро и двајцата. Големи поздрави, голема поддршка добивте за тоа што пеевте македонски песни. Македонија мислам дека ја представивте во што и самиот кажа, неколку години бил оправдано одсутен од таа музичка сцена заради тоа што X причина која што го натерала да излезе од Македонија. Вие двајцата бевте пријавени на шоу каде што добивте висок пласман, ама сепак тоа не беше македонско шоу, него е шоу што го организираат нашите соседи. Тука сакав да кажам, сега сакам тука да те прекинам поради тоа што ние имаме македонско шоу кое што ете се занимава конкретно со ова, но сепак не се пријавуваат толку голем број како што се пријавуваат на маркетинг. Како што од мое лично искуство ќе кажам, јас се пријавив на македонскиот идол, тоа беше музичко. Да. Односно македонско Македонски идол. Македонски идол. Македонско беше медиумски одлично покриено и избустирано. Значи тоа фали кај нас. Да, рекламата. Да бидеме препратени, да шоу-бизнесот нормално да се развие.
Тука сакам да се надоврзам исто што кажавте дека медиумски не се покриени или пратени доволно сите настани или нешто што се прават или еве пример артистите кај нас. Еве јас лично со оваа работа се занимавам баш подолг период и гости да договориш за во емисија, па не знам што треба да му се јавам на 10 за да дојдат 20. Ова е жива вистина. И тие нема врска, ние ќе снимаме, ќе направиме убава емисија, друг пат ќе кажат да, еве доаѓам, ќе ми откажат во 6 сабајле во 12 снимањето. Мислам тотална несериозност, непочитување никој од нас. Не е дека не сме тука ние за да ги поддржиме нашите артисти. Ние сме тука, еве тука сме. Само што не добиваме доволно добар фидбек, би рекла. Па така е, да. Ние сме тука да соработуваме. И вие сте за нас и ние сме за вас. Ние сме заеднички. Ако вас Така ве е, нема, заеднички, ако се диши, ако има атмосфера, тогаш ќе функционираме, но меѓутоа дали Мики, некаде прочитав дека те исмевале заради тоа што си работел како келнер. Јас не знам до кое ниво стигна македонскиот народ или народот општо да честната и поштена работа биде исмејувана, а биде како да кажам на педестал ставено неморалното. Па јас наискрено немам сретнато. Единствено што можев да работам е келнер или у хотел да работиш како собар, како чистар. Ма тоа не е воопшто лоша работа, Воопшто мислам, тоа си е мене не ми е професија срамно каде да што работам, честно како си што заработуваш, реков, да, не е така. ништо Дури страшно. заработував повеќе. Како што го прашав Мики, еве сега и тебе би те прашала, ти кажа дека на 18 годишна возраст почна да се занимаваш со пење, но дали имало нешто пред тоа или после тоа или измеѓу нешто, каде што си работела друга работа освен се музиката? занимавам со музика од 14 години, но професионално, ете, од, да кажам, од негде 18. Така што во меѓувреме еден период кога беше короната, подобро него да седиш дома и да чекаш од некого. Кај Јас вас сум секогаш да се работи, да се заработува. Кај- Сам себе. Сите ние луѓето си знаеме кои ни се можностите во животот и сите ние мислиме дека треба да целиме да си ги оствариме оние соништа кои што ги сонуваме, чисто за да си се прикажеме нели во најдоброто наше светло или најдоброто наше издание. Вие си се прикажавте како во вашето најдобро издание, затоа што си ги донесовте второ и трето место кај нас во Македонија и покажавте дека македончето и како уме и има талент. А сега тој талент би сакала да го слушнеме. Дали би можела да отпеете еден заеднички дует, еве ако ви текнува некоја песна. Тука воедно сакам да кажам дека вратите на винарија Вардарска долина се отворени за сите и секако сите вие кои што досега не сте биле, мислам дека е право време да си ја направите вашата резервација за едно поразлично винско искуство. Дали ви се најде сигурно на некоја домашна трпеза или со сакани луѓе пред Со се? најблиските, односно со моите родители. Барем јас. Секој си знае со кој ќе си го испие Така е. винцето. Јас тука не се мешам, а затоа сега сакам да ја представам Марија, која што со својата нова рубрика, Марија ќе си ја представи сама рубриката и мислам Сакала да ги поздравам нашите драги гости, а и секако и да им честитам. И сега би можела да представам мојата нова рубрика, а тоа се лет.